Драги мои, започнува уште едно издание на емисијата Одблиску со на телевизија Мега. На самиот почеток да ви најавам дека следните 30 на минути ќе ги посветиме на една позната и, иако е млада, би рекла доста успешна битолчанка, на моја огромна чест и задоволство во денешното издание на емисијата Одблиску со се дружиме заедно со Стефанија Милевска. Добре дојде пред се во мојата емисија. Добро те најдов, ти благодарам, Ана, на поканата. Се надевам дека ќе имаме убав разговор, ете заедно ќе уживаме во ова прекрасно кафе, тука во кафичот Портал на Широк Сокак во Битола, со една единствена цел што се поблиску да те доловиме до нашите гледачи. Битолчани добро те познаваат, но ете сите гледачи на мојата емисија која што се гледа ширу Македонија да имаат можност да те запознаат. Она со што би сакала да го започнеме нашиот разговор е она најново што е кај тебе, тоа е твојот нов спот за песната Разбуди ме, која што излезе неодамна, Лилија имаше својата онлайн промоција. Пајде на самиот почеток да поразговараме нешто повеќе од тоа, како си предсети самата задоволна, како е прифатена од самата публика. Па сега веќе помина доволно време за да можам да одговорам на тоа прашање. Секако, значи, Разбуди ме беше доста добро прифатена. Кажуваат дека била многу возбудлива и со многу адреналин. Тоа беше и самата идеја да се пренесе тој адреналин. Многу теми, многу пораки јас отворив со таа песна и со тој видеозапис. Прво пред се беше доста интересно затоа што јас можам да кажам за прв пат официјално извадив продукт кој беше направен од мојата продукција Welcome to Stefania's Music World, што значи дека освен за режија, јас ја имав целосната закрила во смисла за самата монтажа и самата идеја што се случуваше во видеозаписот. И идеите за локации се беше мое, што значи дека и претходните видеозаписи го имале истиот зачин, но овој пат беше прв пат официјално изваден видеозапис од Разбуди ме. Така, морам пред се да ти честитам, ете што како каже, ова е нели прва продукција која што ете во целосен склоп која што вие ја издадовте, која што заслуга пред се нели е твојата. Навистина големи и силни пораки кои што ги прикажа преку оваа песна. Кажа дека навистина одлично е прифатена од самата публика. Ете би сакала кои се да споделиме со нашите гледачи, кои се тие самите пораки кои што ги пренесуваш ти преку оваа numera Разбуди ме и од каде беше идејата, што те потикна пред се лично тебе за да ја создадеш оваа песна? Епа вака, значи секоја моја песна има моја реална приказна, тоа е карактеристично за мене, затоа што јас всушност го пренесувам моето секојдневие, тоа што го живеам, јас го пренесувам во самата песна, затоа што се надевам добра меморија ќе остане понатаму тоа како дел од мојот живот, што значи дека тој тип на слобода за која ја практикувам јас всушност е представена во самиот видеозапис. Зборувам за жените возачи на мотори, што значи дека како такви треба всушност да внимаваат во самиот сообраќај и да бидат ценети како такви, затоа што е многу чудно, се уште не е прифатено кај нас да има жени возачи на мотори. Друго интересно е што всушност жените моторчевки можат да променат свест, затоа што на тој начин веќе го поттикнуваме прашањето што се може да направи жената. Значи тоа не го ставам на пиедестал како кој знае што да направила со тоа, но сепак дека може да прави повеќе работи, значи да биде артист, изведувач, глумица, пејачка, така и танчерка, истовремено да вози пример мотор, што значи дека може жената да биде мултифункционална. Така, во секој случај. Ајде сега, бидејќи целта е на мојата емисија, како што кажав на самиот почеток, што поблиску да те доловам до нашите гледачи, ете во твојата песна буквално го опиша твоето секојдневие, твојата љубов која што ти ја имаш кон самите мотори, нели таа порака што ја пренесе ти до нив. Од кога е љубовта кај тебе пред се за моторите? Колку време те возиш мотор? Јас возам мотор околу 1 година, но
Всушност јас ја поттикнав мојата машка страна, да кажам, од женското Стефи. Затоа што беше интересно кога почнав да тренирам бокс, кикбокс и бокс, всушност тие ја активираа таа моја страна, што значи дека сватив дека една жена може да биде и женствена и сепак да има таа машка страна и да е добра како комплетна личност. Тоа е всушност интересно затоа што моторите направија еден друг аспект мој, друга страна отворија кај мене, затоа што на тој начин јас можам веќе да одам да отпатувам сама и на некое место каде што е доста инспиративно. Јас таму започнав да пишам и текстови, пример го палам моторот и одам на езеро и си размислувам, мечтам, пишам нова музика. Доста инспиративно ми делува, да ти кажам. Така, интересно. убаво, на вистинете гледаш, откри со нас и нов податок кој што лично јас не го знаев дека тренираш и боксуваш, нели, бокс. Интересно на вистина е тоа што многу работи, многу поседуваш, ете тука е пењето, возењето мотор, овој спорт со кој се занимаваш, но пред се одлично танцуваш. За сите оние гледачи кои што не те познаваат, ете знаеме дека си комплетен артист, но која е Стефанија Милевска, ете како би се опишала самата ти? Епа вака, сите тие работи што ги поседувам, што ги правам, се всушност за да постигнам една целост. Јас сакам да сум комплетна, не да не се разбереме погрешно, не перфектна, комплетна, што значи затоа што не верувам во совршеност. Секогаш има промени, измени на нештото, ние сме битја кои постојано се менуваме. Јас сакам да успеам да постигнам, да дојдам до таков степен да можам да кога пренесувам, значи затоа што сум веќе инструктор по танци околу 11 години во студиото Анастасија, кога пренесувам нешто, дали кога ги учам за пеење, кога ги учам за танци децата, јас сакам на младите да им пренесам дека можат да бидат комплетни, да прават повеќе работи, тоа ги гради како една личност, така се откриваат себе си. Затоа што ако се ограничени во едно нешто, тоаш нема да знаат дали можат да направат друго нешто. Јас ако бев ограничена само со пеењето, не можев да знам што се друго можам да правам. Секое ново нешто ти отвора нови врати, нови предизвици за да се бориш во животот. Така, колку сметаш еве дека еден комплетен автор како тебе ги поседуваш нели тие и музички вокални способности, но од друга страна тука се танцувачките способности, колку сето тоа е пресудно за да се допре уште повеќе до самата публика и да се бидеете успешен на нашата естрада. Кој е твоето мислење? Според мене се е многу важно, секој детал, тоа што ние сме го пиеле ова кафе денес, мене ми е важно, затоа што утре ќе знам јас што може да допре до тебе. Јас затоа сакам да ги запознавам и луѓето, на некој начин и анализирам и многу видови на филозофија, што значи дека сите тие активности, самиот тип на филозофија, запознавањето на луѓето, правењето на овие задачи што ги правам, тие ме учат како да допрам јас до народот и како да го пренесам сето тоа. А музиката е тоа е што сум јас многу благодарна, што всушност тој мој талент, таа моја дарба можам преку музиката да ја пренесам, дека тоа е моето најсилно изразно средство. А всушност тоа што веќе почнав да го правам и со мојата продукција, да кажам, затоа што веќе многу продукти излегуваат од мене, веќе собирам повеќе начини и повеќе изразни средства за да можам јас да пренесам на публиката нешто. Затоа викам, не сум еднообразен човек, јас барам повеќе начини за сето тоа да го направам и да допре секако. Така, ти уште од мали нозе се занимаваш со музика, бројни песнички, бројни детски песнички, нели уште од мала возраст учество на различни фестивали. Кога го откри тој момент дека уствари го поседуваш тој талент за музика и кога беше оној момент кога свати дека ете посериозно сакаш да се занимаваш со тоа? Епа, кај мене пресуден момент беше мојата мајка Анастасија, која на 4 годишна возраст ме извади на модна писта и јас немав избор, едноставно требаше да правам нешто на таа сцена. Во секој случај, јас бев постојано активна во манекенските води, но дефинитивно кога почнав да танцувам на 7 годишна возраст, одев по школи и се едуцирав нормално.
Јас сватив дека уште нешто не сум јас целосно, не сум се изразила целосно. И тоа започна да се пријавувам на аудиции по детските фестивали, тогаш го открија мојот талент за пеење и едноставно си се комплетирав. Јас си дојдов на себе, знаев дека тоа е тоа. И всушност јас како едно цело продолжувам да пренесувам. А тие детски песнички затоа решив во новиот албум Ретроперспектива да ги обновам, да ги оживам, затоа што беа доста голем дел од мене. Тоа детство што сум го поминала, јас го оживеав со тоа што ги препеав тие песни и направив како една целина и еден завршен момент за тој мој прв период на творење. Сега започнувам со вториот процес, да го наречам, каде што веќе почнувам и поженствената моја страна да изразувам, ќе доаѓаат многу нови нешта, многу нова музика, многу нови проекти кои веќе ќе го представуваат мојот сегашен момент. Така, во секој случај се уште си на самиот почеток, долга и успешна кариера, се надевам те очекува и ти посакувам во иднина да ти се оствари, а ние сме тука да очекуваме се ново од твоја страна и да го споделуваме со нашите гледачи, се разбира. Ќе се навратам на албумот Ретроперспектива. Неодамна ја имаше нели таа концертна промоција не само тука во Битола, туку низ повеќе градови во цела Македонија и морам да кажам дека навистина интересен спектакл, интересно доживување им приредивте на самата публика која што беше дел од таа концертна промоција, нели покрај танцовиот перформанс, членовите од вашето модно студио и балетското студио Анастасија, вие дури ги имавте вклучено и децата со оштетен слух, глас и говор. Еве пред се, како сте задоволни од тоа како помина самата промоција и како беше прифатен тој начин една таква концертна промоција на овој албум Ретроперспектива? Па вака, значи самиот збор Ретроперспектива, нели го имам повеќе пати објаснато, тоа значи минато кој посочува кон иднината, што значи дека како таков продукт кој веќе го објаснува моето минато и веќе стана минато самиот продукт затоа што беше веќе пред една година направен. Беше многу успешен почеток, затоа што јас сакав да направам една основа за да се представам која сум воопшто. Тоа не значи дека тоа финално ме карактеризира која сум. Тоа било одреден период. И всушност едноставно како да кажам, опипав неколку теми, представив мали делчина од себе си, која сум, што сум, дека танцувам, дека сето тоа го правам на тој начин, со тоа што ги активирав и децата со оштетен слух и говор, сакав да отворам многу подлабоки теми за размисла, што се треба, кој се внимание им е потребно на тие деца. Значи, многу теми беа отворени, што значи дека сакав едноставно да се представам како личност, дека сум подлабока личност и дека сакам многу да отворам теми за размислување. Тоа беше мојата цел, беше доста успешна, затоа што беше промовирана низ околу 9 градови од Македонија, што секаде беше скоро преполни сали, што значи дека преуспешен почеток, не можам да бидам позадоволна од ова што се случи.
прва фаза, нели ја оставивме те позади нас, кажа дека сега преминуваш на таа втора фаза од Стефанија. Најави уште многу идни проекти во иднина. Ете, ке може ли да споделиме со нашите гледачи на што работи Стефанија во моментов, иако знам дека неодамна беше промоцијата на песната Разбуди ме, но на што работиш ти во моментов, што би можеле да очекуваме од твоја страна во иднина? Блиско нешто, сега ќе биде Девојчето со долгата коса. Тоа е соло перформанс, за прв пат ќе настапувам сама. Исто така мулти со пеење, глума и танц секако, каде што е сопствена режија, повторна авторска музика, се е авторско. Тоа е дел од развојот на Пелагонискиот регион, што значи тој проект ќе биде повторно представен во повеќето места кои се дел од Пелагонискиот регион, што значи тоа е доста сериозен проект кој е нешто слично на тоа што се случуваше со ретроперспектива, но овој пат со нов материјал. И ќе биде доста интересно, повторно нов материјал да кажам. Друго нешто што ќе биде актуелно е всушност центарот Анастасија, кој се наоѓа на Широк сокак, така да ќе биде доста мултифункционален, каде што ќе може да се учи пеење, танци, перформанс, значи начин на изведување на сцена, сценски движења и манекенство. Исто така како агенција ќе почне да работи Анастасија, пред се главно е што всушност тоа ќе функционира и како перформинг центар, таму ќе се случуваат и настани. Така што доста интересни работи. Затоа викам ќе има многу идни проекти, затоа што веќе го правиме нашиот простор, веќе се стациониравме и се надеваме дека таму ќе се случуваат многу проекти. Така, навистина морам да признам дека звучи интересно. Во секој случај очекуваме се што е ново од ваша страна. Ете, кога веќе го спомнавме модното студио Анастасија, летово одбележавте еден голем, значаен јубилеј, 20 години од вашето постоење. Еве да ви честитам и јавно за тоа, навистина да се остане 20 години успешен во својата работа, во својата област, е доказ колку вие пред се сте квалитетни во вашата работа. Ќе ви посакам и успеси на тоа поле. Кажи ти дека твојата мајка беше кривецот, на некој начин така би нарекла тоа, што кога на 4 години на прв пат те изнесе на сцена, па после тоа нели следува тие танци, тие часови по танцување, а после тоа, како што кажа, следуваше музиката. Она што ме интересира, што со оглед на тоа, ете 20 години вашата мајка стои на чело на модното студио и студиото за балет Анастасија, колку ја имаше ти поддршката во однос на музиката од семејството, дека нели сепак поддршката е тоа што е најбитно во таквите моменти? Точно така, значи ние започнавме да функционираме како едно трио со мојот брат, мајка ми, јас секако. Така што сите се надополнуваме на некој начин. Двајцата застанаа многу силно да ме поддржат, посебно откако завршив на Музичка академија во Софија, затоа што веќе дојде моментот на промоции. Мојот брат застана како мој менаџер, значи и тој ми е всушност представник за мојата работа во однос со музиката, а мајка ми е Анастасија, всушност е таа која се грижи како јас изгледам. И таа постојана поддршка не натера да функционираме точно вака добро како што сме функционирале и досега. И за тие 20 години не се случајни што и сме издржале толку години и здравје Боже се надевам дека ќе се дуплираат тие години. Што значи без таа фамилиарна поддршка ништо не се може и без таа доверба, а таа доверба најмногу можеш да имаш од најблискиот човек, а потоа се гради со луѓето кои доаѓаат и го посетуваат тој центар, но мора да ја имаш основата на некој начин, а ние сме ја направиле веќе одамна таа основа. Така, во секој случај потполно се согласувам со тебе, бидејќи нели тоа е најбитно.
таа поддршка од најблиските е најважното нешто пред се да се биде успешен како што вие сте успешни на таа сцена. Бидејќи целта на мојата емисија, повторно ќе речеме што поблиску да те доловиме на нашите гледачи, малку од професионален аспект, малку од приватниот живот. Те знаеме сите која си, ете подетално ни откри нешто повеќе за тебе. Она што ме интересира, како поминува еден обичен ден на Стефанија? Стефанија многу патува, како што забележат дури да се договориме за да Така, дојде до точно. тука. Па јас едноставно решавам моето слободно време или да го поминам во мојата викендичка во Трново на Пелистер со моето кученце Јована, кое пее, може и тоа да го знаете. Да. Таму ми е многу добро за да креирам, значи барам за да креирам музика, јас си барам мир на некој начин, Так. за да можам да го правам тоа, а инспирацијата ја добивам од местата каде што ќе можам да ги прошетам. Значи гледам да имам можност да шетам колку што можам. Значи не го форсирам тој буквално се момент. знае да те инспирирате кога Да, сме веќе точно кај така. пишувањето. Точно така, значи најмногу ми е потребен моментот поврзување со природата и тој здрав начин на живот, секако и спортувањето. Го споменав кикбоксот, боксот, но одам и на пливање, значи ги комбинирам сите тие работи во смисла колку поблиска сум со природата, толку поинспиративна сум. Колку повеќе шетам, толку повеќе ги отворам моите перспективи, виуги и така натаму, така да секаде ја има Стефанија, не може да стои во едно место. Ако стои, тогаш одмара. Значи во секој случај заклучокот ми е балансот, ми е тоа што ме карактеризира. Секогаш правам баланс на нештата во животот. Така и треба, нели, во секој По логика. случај. Колку наоѓаш време за вакви излегувања, посебно традиционалното пиење кафе на широк стокак, дали го практикуваш ти? Да, секако дека го практикувам. Јас ја обожавам битола. Многу луѓе ми велат дека премногу ја, како да кажам, се фалам со битола премногу, ја истакнувам битола, но нема како. Тука сум порасната и тоа е дел од мене. Порано, како да кажам, помалечка, ајде, са веќе нешто сум станала повозрасна. Излегував почесто, се дружев многу, навечер зборувам, значи по ноќните клубови, по кафичи. Сега некако не го практикувам тоа, затоа што мислам дека малку повеќе ми троши енергија, ме изморува на некој начин. Гледам да не пијам алкохол, се држам на здравиот начин на исхраната и така на живот. И тоа не ми дозволува да го пратам тоа темпо на живот. Секако дека од време на време се случува да излезам, но не толку често како порано што сум правела. Така, но во секој случај времето посветено на најблиските, излегување со семејството и секако. другарите, тоа е невозможно да. и не може без тоа. Кажа дека многу сакаш да патуваш, тука нели е твоето кученце, но што е она што те прави најмногу среќна во животот? Колку е те малите, посебно некои мали нешта, некои ситници знаат да те израдуваат? Па секојдневно малите случки ме радуваат. Значи, затоа секој ден всушност го гледам одделно. Јас му давам внимание на секој можен детал од денот. Значи, тоа што како да ти кажам, дали во фамилијата ќе се случи нешто, дали ќе посветам внимание на моето куче или на моите околу мене, на моите пријатели, мене тоа ме прави среќна. Значи, тоа што можам да го добијам од блиските луѓе и од тие што се околу мене, тоа најмногу може да ме исполни. И секако тој момент на самосталност и конекцијата со природата. Наоѓам инспирација, наоѓам топлина, да кажам, за себе. Така, а она што те нервира, буквално што знаеш да откачиш? Да, имам проблем со трпението, затоа што сакам да се случуваат работите. Што може да ме изнервира? Па не знам да ти кажам. Доста сум позната по смиреноста во многу ситуации. Јас сум побурна со блиските затоа што со нив можам да сум таква каква што сум. Најголемо трпение имам за надворешните луѓе, тоа е интересно.
А да ме изнервира така нешто, не се сеќавам да кажам што. Но, па не би можело лесно така да ме изнервира нешто. Така, Имам бидејќи разбирање големо за работите. тоа е многу битно. Бидејќи полека се движиме кон крајот на емисијата, кој е мотото кое што тебе те води низ животот? Мотото? Па да бидеш себе си едноставно, да веруваш, да даваш максимум и да си го бараш својот максимум и потенцијал и едноставно да си ја сватиш која е твојата животна мисија и што се имаш да пренесеш на другите, затоа што си важен за светот. Тоа треба да го сватиме сите, дека сме важни еден за друг. Spending days as the year turns. Put your ear to the wall. Curious, my book of love. The house that I have given up. I was at that place, so when you said yes, I was ready. I was at that place, so when you said yes, I was ready. Restlessness when the weather breaks. How you feel when you just can't sleep. At the spot or in the dark, where the tree line hits the beach. I was at that place, so when you said yes, I was ready. I was at that place, so when you said yes, I was ready. I was at that place, so when you said yes, I was ready. Би сакала да слушнам и од тебе како комплетен автор, бидејќи уште од мали нозе се занимаваш и со танцување и со музика. Еден совет до сите оние млади изведувачи или оние кои што се уште размислуваат дали да танцуваат, нели тука и моното студио Анастасија, што би им препорачала ти од твое име, дали да ја следат онаа желба и оној пат кој што го имаат замислено? Дефинитивно, јас самата сум пример дека следејќи го тој талент и таа желба за тој талент за реализација,
Јас сум стигнала до ова место, значи препорачувам на сите деца и млади кои имаат некаков талент да го следат и да веруваат и да работат на него, затоа што 20% е талентот, а 80% е работа, така да треба да се стегнат многу добро и да работат ако вистински го сакаат нештото. Така, со желба нели се постигнува и на самиот крај кога веќе ги спомнавме новите простори на студиото Анастасија кои што ќе се наоѓаат на Широк сокак, кажа дека се во фаза на подготовка, но кога ќе можеме да го очекуваме самото отворање и сите тие настани кои што ги најавивте? Па сега сите сме во фаза на исчекување. Анастасија би требало да се отвори средината на ноември или декември, ако не се случи тоа со нови сили во новата година, секако чекаме да се заврши просторот. Значи во секој случај 2017 активно ќе работи центарот. А кога ќе биде отворањето, ќе бидете благовремено сите Во известени. секој случај ќе ве посетиме и таму за да ги информираме и нашите гледачи. Ти благодарам за времето што го издвои, што беше моја денешна гостинка во емисијата Од блиску со. Ке ти посакам уште премногу успех во иднина, во твојата кариера. Сепак мислам дека сето она и сите оние најубави работи во животот допрва ти доаѓаат. Очекуваме повторно, ќе речам, се што е ново од твоја страна за во секој случај да ги информираме нашите гледачи. Ти благодарам. Па ти благодарам, Ана, вака што ме поддржуваш во сите мои активности. Благодарам уште еднаш од срце. Почитувани, ние дојдовме до крајот на уште едно издание на емисијата Од блиску со. Мене ми останува само да ви се заблагодарам на вниманието со кое што не следевте и да ве поканам и понатаму да останете на фреквенцијата на телевизија Мега. До видување.